И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва е една од најголемите контроверзии на поновата македонска историја, односно зошто КОС и УДБА не го убија или не го елиминира Ванчо Михајлов, кој повеќе од 40 години го смета за најголема терористичка и безбедносна закана за Република Македонија, а во еден поширок контекст за поранешна СФР Југославија. Зошто УДБА не го уби Ванчо Михајлов? Не можевте или не сакавте? Ја сакам УДБА да ја поделиме на два дела. Сега кој ќе говориме, бидејќи ќе говориме за Ванчо Михајлов. Да. Тоа е оној дел што значи Сојузна УДБА и оној дел што значи Служба за државна безбедност во Република Македонија. Ванчо Михајлов, преку кој УДБА се покриваше? Ванчо Михајлов беше покриван перманентно преку Служба за државна безбедност на Социјалистичка Република Македонија. Значи преку нашата служба. Апсолутно. Значи преку нашата УДБА. Да. Имавте своји луѓе, имаше УДБА своји луѓе. Немавме потреба во близината Ванчо на Михајлов да го ликвидираме после 45-та година, бидејќи перманентно го покривавме со наши луѓе. Во близина на Ванчо Михајлов? Па не во близина, куќата му ја водеше наш човек. Ние имавме сестра на наши луѓе, му беше секретарка. Значи, таа беше воедно и сопруга на главниот и одговорен уредник на Македонска трибуна. Па сега, дали вие ќе ја заколете кокошката што ви носи златни јајца само заради едно златно јајце? Иван Бабамовски е поранешен висок функционер на македонската УДБА пред 2 години поради тие активности во македонската УДБА тој беше илустриран. Канал 5 телевизија има принципиелна